Почитуван господин Фатмир Бетичи, вице-премиер во владата задолжен за економски прашања, почитуван господин Љупчо Николовски, вице-премиер за борба против корупцијата, почитувани присутни, почитувани представници на изведувачите и надзорниот орган, почитувани медиуми, благодарам за можноста денеска да бидеме овде заедно со вас и да дискутираме, да направиме увид во целата оваа состојба која што се случува во градежната офанзива во овој регион. Драго ми е што денеска заедно со подпредседателите од владата сме присутни и правиме увид во градежните работи на изградбата на експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка, многу значајна патна артерија во североисточниот дел од државата на коридорот 8. Вкупната инвестиција на овој експресен пат од 25 километри е 58 милиони евра, со што возможуваме голем економски потенцијал во овој дел од државата, а само на оваа делница на која што присуствуваме денеска, инвестицијата е над 30 милиони евра. Делницата е од Крива Паланка до Длобочица. Од овде сме информирани дека од изведувачите и од надзорниот орган, дека во оваа втора фаза на експресниот пат се работи со добра динамика, имаме реализација од некаде над 50% на оваа делница и даваме дополнителен стимул да продолжи забрзаното темпо на изведба на оваа делница. Република Северна Македонија има стратешка определба за изградба и модернизација на целиот коридор 8, кој што е еден од двата паневропски коридори во државата и ги поврзува источната и западната страна. Сочувајќи се со предизвикот да го забрзаме и воедно да го олесниме транспортот кон земјите од Европската Унија, како и кон сите земји од Западен Балкан, посебен фокус ставаме на изградба и модернизација токму на овој коридор, кој што е од национален интерес. Во моментот работиме на над 100 километри експресни патишта на територијата на целата држава со инвестиција од над 170 милиони евра. Покрај изградбата на овој експресен пат, морам да споменам дека во тек на овој месец започнуваме со модернизација и на постоечкиот патен правец од Куманово до село Војник, исто така од коридорот 8, а веќе работиме на рехабилитација на постоечкиот пат од село Војник до Страцин. Дополнително работиме на проширување на третата лента од Крива Паланка до границата со Бугарија до Девебајр, со што вкупните инвестиции само во патната инфраструктура во источниот дел од коридорот 8 изнесуваат над 80 милиони евра. Веруваме дека овие инвестиции се значајни за развојот на регионот, за граѓаните, за прекуграничната соработка и секако за подобрување на целокупниот живот на сите наши граѓани. Веќе споменав дека правиме огромни напори да ја задржиме и конкурентната позиција и приоритетната позиција на нашата земја во однос на транспортните коридори и во таа насока подпишавме и меморандум за соработка со американскиот конзорциум за изградба на коридорот 8, а тоа се делниците од Тетово Гостивар Букојчани, Требеништа Струга Ќафасан и Прилеп Битола, така што продолжуваме со уште посилна динамика во наредниот период. На крај сакам да потенцирам дека активно работиме на сите проекти. Само во овој момент се работи на 17 патни правци со околу 300 километри вредност од околу 825 милиони евра во патната инфраструктура. Продолжуваме активно да работиме и на другите капитални проекти во делот на гасификацијата, водоводните и канализационите системи на секаде низ државата. Ова е начинот како оваа влада силно и посветено работи на подобрување на инфраструктурата во државата. Ние продолжуваме активно да се бориме со проблемите, да ги надминуваме проблемите и да ги решаваме сите предизвици во делот на инфраструктурата. Ве убедувам, државата, Република Северна Македонија, граѓаните заслужуваат и ќе добијат подобра и помодерна патна инфраструктура. Ви благодарам.